мислам дека е само лут обид за решавање на некои прашања, поттикнати од можеби моменталната потреба на дел од гранките. Кања сезонската работна сила ја не можете да ја донесете од државите за кои премалку изборов од Далечниот исток, затоа што носењето на таква странска работна сила е скапо во смисла на авионски карти. На никого нема да му се исплати да плаќа по 1000 и повеќе евра за авионска карта за да некој работи 3 месеци или да работи 6 месеци, затоа што секое носење на странска работна сила во Македонија значи трошок по вработено лице од 1000 до 1500 евра, случувајќи ги документите кои треба да се легализираат и преведат, авионските карти, медицинското осигурување и се разбира трошоците околу самата административна постапка која има свој терет. Ако вие треба да платите на одредено лице, да кажеме 1500 евра инвестиција за да го донесете во Македонија, без да се сигурни дека тоа лице ќе остане во Македонија, јас не верувам дека многу голем број на лица на многу број на компании ќе се согласат да донесат работна сила. Со исклучок на да кажем одредени предузимачи во задежништвото, кои имајќи во предвид дека има доста висока заработка од пласирањето на својата висока работна сила во одредени градежни проекти кои се работат многу сезонски, тие може да го направат.